може бруто биланс да поминеме. Тука, значи, исто како и дневникот за книжење, од лева страна се исписите, а во десната страна филтрите. Значи, тука ги избираме кои налози за книжење сакаме да бидат дел од тој бруто биланс. Значи, тука имаме избирање на конто, значи може да се бара за едно конто, за две конта, или пак ако имаме конто од до, пример од 120.00 до 120.10 ако сакам, тогаш само тука пишувам 120.00, тука 120.10 и го штиклирам ова од до, значи ги земе сите конта измеѓу тоа конто. Доколку сакам по синтетика само четворки или седмици, тогаш значи пишувам четворка и процент и автоматски ќе ми даде само бруто биланс класа 4. Или пак ако не сакам пример 120, сите побарувања, пример 120 со процент. Значи може тука со процентот автоматски дава се што влага во таа група или класа. Исто така има тука и мултиселект, односно кој конта сакам само да бидат дел од бруто билансот. Следно, значи може да се избере за одреден субјект или за типови на субјекти од шифрарникот на партнери. По оддел, носител на трошок, исто така и тука има мултиизбор на оддели и носители на трошок. Може да се види за одреден вид на документ, значи пример за да се види само за зададени фактури 15-300% само за сите фактури да ми даде бруто биланс. Потоа може исто да се бари по туч документ и по врзан документ. И тука се избира датумот за кој период сакаме да извадиме бруто биланс до денес. И може да се вади во примарна валута, во домашна валута во денари, во странска валута. Значи во странска валута тука се избира евро и значи тука има датум на курс. За ова сакав да кажам дека може секој различно што се користи, различни податоци дава. Значи ако барање на курс, датум на период за книжење, тоа се однесува на ниво на периодот на книжење на 31.3 да го зема датумот. И фактички од крајот на месецот во зависност на кој период ги книжиме ние налозите. Датумот на документот, тоа се однесува на самиот документ, односно самиот налог кој курс го има избрано за истото. И датум на испис до, само да, ова најретко го имам користено. Стварно, ќе ви излажам само за ова, пошто многу ретко користам, само овие две опции ги користам во прибарање на бруто биланс, ќе проверам па на дополнително ќе ве известам. И тука дали почетна состојба да има, значи вид на документ за почетна состојба, прометот да биде по датуми или прометот со вклучено со пример со сите датуми да ги има во предвид, односно да нема почетна состојба. Значи може за одреден налог за книжење се извади бруто биланс или за одреден референт кој го има книжењето направено. Или да ги вклучи само потврдените налози за книжење, да не ги земе во предвид доколку налогот за книжење не е штиклирано дека е потврден. Исто така, пример за испис на јазикот, фактички ние тоа што го везовме преводот на контниот план, тука кликнуваме, значи да се испише на да го земе во преводот. Да го земе во преводот во предвид и тука е на што го внесовме ние. Значи веќе направиме еден на англиски и тука е пример избираме аналитика 2 и автоматски ни ги дава преведени контата, односно што ги преведовме. Тука не ја избрав синтетиката, не ја преведов и автоматски се останува по јазикот како што е останато, дека пак сите конта внатре се преведени. Значи тука има повеќе исписи, аналитика 1, аналитика 2, по класи, по синтетика, по група и значи по различни општ бруто биланс поделени, ако книжиме поддели, по носители на трошок посебни исписи, по партнери, односно по субјекти
Најчесто овој спис, пример ако е за побарувања, по субјекти можеме да видиме пример колку е прометот во периодот, колку е салдото и тука ни ги дава сите субјекти со шифра и назив и доколку има и почетна состојба. Значи има бруто биланс сумарно по партнери. Вака ништо прашате за бруто биланс или